Еве, пред Бога зборам. Алчноста за пари го убива човекот. И тоа не се носи горе. Горе оди душата, значи останува све што е материјалното овде доле на земја. Ние сме гости сите на овој свет. Од септември пензионерите ќе добијат линеарно покачување на пензиите, она што го бараа владата го одобри. Пензиите ќе бидат зголемени за 2000 денари, од кои 1000 денари ќе бидат дадени во септември, а остатокот во март следната година. Пензионерите денеска пред камерите на медиумите ја истакнаа благодарноста до владата. Благодарност до изјавата вчера што е дадена од господинот премиер, дека по основ на нашето барање, односно законското барање како предлог кој што е веќе дадено во собранието и во влада, дека владата ќе настои да во септември месец линеарно ги зголеме пензиите, односно ги усогласи животните трошоци за 2000 денари со тоа што ќе ги даде првите во септември 1000 денари, а вторите во март 25 година, значи новите 1000 денари. Ние сме како пензионери од наша страна, значи благодарни за сето тоа, пред се прво ради тоа што ни излегува во пресред, да по основ на нашето барање за со предлог законот линеарното покачување на пензиите биде усвоено. Не сум видел дека некоја влада или ваква, наква или било која политичка влада што е била до сега да качи на еднаш за година и пол дена 6000 денари. Затоа остануваме како луѓе благодарни на владата и мислам дека самите пензионери треба да го сванат тоа дека е висината сепак задоволна. И останатите пензионери се заблагодарија за нивната подршка, како што истакна, овде не се работи за финансиите, туку за тоа новите пензионери да не ги трпат неправдите како тие што ги трпеа. Законот е хармоничен, беа изненадени во владата, посебно стручните соработници дека бевме, колку е хармоничен и либерален во однос на сегашните пензионери и во наредните пензионери. Значи, ќе имат, ако не го да усвојат овој закон, јавно изјавам дека ќе имат големи проблеми во исплатата и пресметката на наредните пензии. Значи, овој закон е како еден од најдобрите изработен од групи што работевме на тој закон. И на крај, само може да кажам, да сме живи и здрави, мислам дека финансите не се во прашање сега, во прашање е тоа да младите пензионери што доаѓаат да барем малку тие неправди што се сторени во приватизацијата, да дојдат малку во подостоинствен живот и подостоинствена пензија. Еве, овие се документи овде легални, кои што се уверени кај Африм Гашево собрание, до сите пратенички групи и пред 3 дена бевме во влада, голема благодарност што има разбирање, не примија, и едноставно борбата е за поголем дел од пензионерите, они што се со мали примања. Значи, еве, може јас ќе имам голема пензија, меѓутоа неблагодарно да бидеме себични во Македонија да бидат и оние луѓе пензионери кои што утре нема да имат леп да јадат. Значи, борбата е за нив. Ни лепат етикети дека сме нелегални, дека сме, не знам, незаконски ово. Се е легално. Имаме документи и кои не примат и во собрание, и во влада, еве пред 3 дена што бевме и се. Борбата е, значи, бар на таа најосетлива категорија и за сите други. Меѓутоа, во идно време, сите пензионери што ќе бидат, ние знаеме дека сме сиромашна држава. Меѓутоа, да има достоинствено баркорка леп да може да јадат и оние што се најсиромашни да се. Инаку пензионерите додатно истакнаа дека за нивната правда секогаш ќе се борат до крај. Во идно време ќе се борат за да имаат бенефити како во соседните држави, да имаат пониски цени и да имаат пензионерски картички.